Во ова вклучување на лице место ќе ја најавиме всушност инкубаторската програма насловена Имам идеја. На ова инкубаторска програма може да учествуваат разни предприемачи и иноватори кои имаат некаква бизнис идеја. Пријавувањето трае до 31 октомври, а што нуди ова инкубаторска програма? Ово утро ќе дознаеме од мојата денешна гостинка Ана Секуловски, која е програмски директор во Стартап клуб Скопје. Добро утро и добро дојдовте во нашата утринска. Добро утро, многу ми е мило што дојдовте да посетите тука во просторот на Стартап клуб Скопје. Само на почетокот на најавата сакам да кажам дека моментално ни е продолжен рокот за инкубаторската програма и ние до 20 ноември, така што сите кои што имаат желба да се пријават, слободно ги охрабрувам да го направат тоа. Има време значи за пријавување, но ние сме тука и да кажеме зошто треба да се пријават. Од тука најпрво сакам да започнеме што значи ова инкубаторска програма, односно кои теми ќе ги опфати и што нуди поточно. Целта на инкубаторската програма е да помогне во развојот на одреден бизнис. Значи ние работиме со тимовите од нивна почетна идеја и некој концепт кој што го имаат. Многу е важно таа идеја да има одреден потенцијал, да биде понатаму скалабилна. Значи да не е само остварила само на ниво на нашата држава, туку да може да оди интернационално, да се развива како бизнис, така што тие се некако важните делови. Ние заедно со нашите ментори кои што ги имаме тука во Стартап клуб Скопје им помагаме на тимовите, односно или индивидуалците кои што имаат идеја, пред да го развијат својот бизнис план, да развијат и go-to-market стратегија, да видат кои се понатаму и ресурсите што им се потребни за од почеток на нивниот бизнис за понатаму. Цел тој план и целата стратегија што спремаме да имаат можност да ја презентираат пред инвеститори, тоа е завршниот дел од програмата. Така што нудиме менторство, ги нудиме просториите тука каде што може да работат тимовите и нудиме поддршка во целиот процес, како и финансиска, така и административна пред почнувањето на бизнисот. А колку пријавени заинтересирани имаме до сега и од тие пријавени, нели има време, уште се до 20 ноември, но од тие пријавени кои што ќе бидат до тогаш, колку од нив се одбираат со најдобра бизнис идеја, кои што ќе учествуваат во инкубаторската програма и како се определува која е најдобра според кои критериуми? Супер, ова се најчестите прашања кои што моментално ги добиваме како оди целиот процес. Моментално имаме веќе над 50 пријави за инкубаторската програма, што очекуваме бројката понатаму да расте. Како се одвива процесот? Значи први имаме првична селекција, се формира тим од судии кои што се дел ментори, дел инвеститори во самата инкубаторска програма. Тие прават првична селекција на 30 идеи, така не беше и за претходната инкубаторска програма. Тие 30 идеи доаѓаат на настан, кој што се вика Имам идеја хакатон. Од таму ги избираме 15 идеи со најголем потенцијал кои што понатаму влегуваат во инкубаторската програма. Инкубаторската програма таа е 3 месеци, така што интензивно понатаму со нив работиме на сите теми кои што претходно ги наведов. Сега кои што се критериумите според кои ги избираме тимовите. Пред се многу е важно како што напоменав, значи потенцијалот на бизнис идејата, иновативноста која што може би ја содржи внатре, може да биде инкрементална иновација, може да биде некој процес кој што веќе постои или технологија која што постои, но сега се применува во некоја друга улога. И тоа е многу важно да се знае дека и тоа е тип на иновација, така што тој дел и третото што исто така важно е потенцијалот на тимот. Значи колку тој тим заедно работел, дали понатаму ќе се посветат на оваа идеја, бидејќи низ програмата сваќаме дека некои бизнис идеи претрпуваат и пивотирање, односно промена и одење во друга насока. За да стигна до тоа оформување на стартап компанија, треба да знаеме дека тимот ќе биде издржлив. За кој ја препорачувате оваа програма, освен тоа да има бизнес идеја, нели, кои предиспозиции треба да ги поседува за да биде дел од оваа програма? Пред се оваа програма е за сите луѓе кои што се љубопитни, сакаат да превземат ризик, се посветени, значи размислуваат надвор од кутијата, исто така е тоа многу важно, бидејќи низ процесот треба да бидеме отворени кон промените и каде ќе не води цело тоа развивање на бизнисот, така што луѓе кои што знаат како да навигираат низ промени и дефинитивно кои што се упорни и посветени, бидејќи предприемачкиот живот и може и посветувањето на бизнис, тоа е многу важно, да имаме упорност, посветеност и нели да превземаме ризици.
Каде да се обратат заинтересираните? Сите кои што се заинтересирани може да аплицираат, значи на формата што имаме за инкубаторската програма. Таа е линкувана во линкот на био на нашиот Инстаграм профил и е достапна на официјалната веб страна на Стартап Клуб Скопје, каде што може да ја погледнат и да ја пополнат формата. А доколку имаат било какви прашања, може да ни се обратат на социјалните мрежи, дали е LinkedIn, Facebook, Instagram, каде што може да ни постават прашања и нашиот тим ажурно одговара секогаш на тие прашања, дури никогаш ги повикуваме и на разговор сите заинтересирани, така што да, тие се во принцип чекорите доколку некој сака да дознае повеќе и да аплицира за инкубаторската програма. Во текот на разговорот напоменавте и за претходната инкубаторска програма, односно, ако не се лажам, оваа година во февруари беше реализирана. Колку бизнес идеи зема учество и колку беа до крајот реализирани? Супер. Многу добро прашање од аспект на што се случуваше претходно, што верувам дека ќе ги интересира сите кои што не слушаат. Претходниот повик, значи добивме околу 150 апликации за инкубаторската програма, има идеја еден од нив, значи исто така селектиравме 30 како што кажав претходно, околу 24 се појавија на настанот, кој што беше хакатонот имам идеја, понатаму 12 од нив продолжија во програмата, значи од нив 7 тимови успешно ја завршија програмата и 3 од нив дури добија и инвестиција понатаму за нивниот бизнис, така што тоа беше процесот претходно и она што ми е многу драго е што стартапите од првата инкубаторска програма ќе ни се придружат како поддржувачи на Имам идеја 2, така што дел од тимовите кои што ќе дојдат ќе добијат менторство од нив, насоки, можности за соработка со нив, они веќе го поминале патот низ програмата, така што веруваме дека и тоа многу ќе помогне. При самиот крај може нешто да напоменеме за Стартап Клаб, за што се залага самиот овој Стартап Клаб Скопје, а воедно и може да напоменеме колку ваквите инкубаторски програми кои што ги реализирате помагаат на некој начин на сите оние млади кои што сакаат да бидат дел од светот на бизнисот, така да кажем. Апсолутно. Вака, Стартап Клуб Скопје е првиот централен претприемачки хаб што го креираме тука во Скопје. Зашто е важно тука? Креираме мултифункционален простор кој што им помага на сите кои што можеби работат фриленс, имаат свој бизнис, но немаат канцеларија и немаат инвентар за тој дел, така што може слободно ги користат нашите простори. Правиме едно поврзување помеѓу младите, стартап заедницата и фриленсерите. Тоа се некако клучните точки кои што ги поврзуваме во рамки на нашите програми кои што ги имаме, така што организираме тука фриленсерски дружби. Оваа среда, значи исто така ќе имаме фриленсерска дружба тука, која што е значи дружба исто така и нетворкинг во просториите на Стартап Клуб Скопје. Така што тој аспект исто така важен, инкубаторската програма што ја напоменавме и активно работиме во градењето на волонтерската мрежа, така што идејата е да изградиме еден борд на волонтери кој што понатаму стратешки ќе функционира во рамки на нашата организација и ќе ги носи одлуките за понатаму. Сега како Стартап Клуб Скопје помага всушност на младите и кој неговото делување, тоа мислам дека најмногу се приметува кога ќе разговарате со некој кој што бил дел од некоја наша програма или некоја наша активност. Оно што ни беше особено драго, кога ќе зборувавме со луѓе кои што доаѓале на нашите настани, секој сакале да дознаат повеќе што се случува, бидејќи на фриленсерските дружби што ги имаме, споделуваме информации за како е да се почне во светот на фриленс, кои се можеби нештата кои што им се препреки, како да ги разрешат. И тоа го учат низ искуствата на луѓе кои што тоа го поминале. За време на инкубаторската програма, кога зборувавме со тимовите кои што завршија, најважниот дел што они го споменуваа не е само моментот на како они научиле од една идеја да стигнат до реализација на бизнис, но и вмрежувањата кои што ги добиле, луѓето со кои што се запознале, како почнале да делуваат тие во заедницата понатаму и да придонесуваат. И тоа ни е многу важно, секогаш кога ќе дојдат луѓе тука и ќе почувствуваат некако магијата на се што правиме, секогаш зборуваме за тоа како можеме заедно понатаму повторно да вратиме кон заедницата и да придонесеме. Се надевам дека ќе има уште многу повеќе млади кои што ќе зборуваат за таа магија, која што напоменавте. Ви благодарам многу за разговорот и се надевам дека до 20 ноември ќе имаме уште повеќе пријавени. Апсолутно се надевам и јас и ги охрабрувам сите кои што можеби размислуваат да не се двоумат веќе, да ја пополнат формата, ќе им подземе можеби некои 5-10 минути, бидејќи има подолги прашања кои што треба да се одговорат, но апсолутно сметам дека не треба да го пропуштат искуството и ви благодарам многу за можноста да споделиме нешто повеќе. Благодарам уште еднаш.